Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Маја. Добре дојдовте во уште една емисија на Еден ТВ. Денеска ќе ви подготвам тортилја и гвакамоли. Гвакамоли е едно од моите најомилени јадења. Денеска сме сами со Бони и ќе имаме вечер кога гледаме филм. Ова јадење оди прекрасно заедно со филм. Се надевам дека ќе ви се допадне. Денеска кога се враќав од работа, слушав шпанска музика и некако добив расположение да ви подготвам еден мексичко-шпански рецепт. Ајде да го кажеме мексички. И готвиме тортилја. За да готвиме тортилјата, нели, секогаш на почетокот влажна крпа на основата, одозгора даска, за да не останеме без прсти. Денеска ќе подготвуваме тортилја со свинско месо. Свинското месо ќе го испржиме со кромит, кромитот убаво ќе се карамелизира и ќе ги наполниме со чили, ќе го наполниме со малку сланина, за да добие еден таков убав вкус. Ќе ставиме традиционален црвен граф и останати зелени работи од типот рукола, ќе ставиме малку кашкавал, ќе го потпечеме во рерна и ќе имаме совршено јадење. Како за салата, ќе подготвиме традиционално гвакамоли. Гвакамоли е едно од јадењата кои обожавам да ги јадам. Кога би можела да изберам едно јадење да го јадам до крајот на животот, тоа би било гвакамоли. Ќе започнеме со свинското месо. Ќе го исечеме на лентички за да го подготвиме побрзо. Мојата крпа не е добро свиткана. Ете така. Даската секогаш треба да биде цврста на основата. Свинското месо ќе го исечеме на тенки лентички. Јас јадов убава шницла денеска. Ја сечеме во правец на мускулатурата. Така и подобро ќе се испржи и нема да ја изгуби формата. Уште ме боли прстот. Две штинци се доволни за оброк за две особи. Јас сум љубител на вегетаријанска тортилја. Мојот сопруг сепак преферира месо. Кога почнав да го подготвувам овој рецепт, буквално ме тераат на вечер во 10, во 11 да го правиме, затоа што се подготвува многу брзо и едноставно. Само уште малку. Ќе исечеме на малку помали парченца, за да можеме полесно подоцна да ја наполниме тортилјата. Бони повторно чека парче месо. Стана декорација на кујната. А си ја сакаме најмногу на светот. Интересно е како цел ден спие и во моментот кога ќе влезам во кујна, нацртана е и што од фрижидер да излезе. Месото ни е готово. Го тргнеме на страна. Даската ќе ја превртам за да го исечкам кромидот. Кромидот ќе го излупиме. Секогаш ќе го ставиме за да исечкаме ситно кромит, секогаш ќе го ставиме коренот, бидејќи внатре е сокот. Во моментот кога го исечеме коренот, почнуваме да плачеме. А не би било убаво да плачеме на камера. Ќе го отстраниме врвот. За да го исечкаме ситно и да го карамелизираме. Го притискате кромидот. Тоа правите рез. Прстите према дланка. Јас имам некоја мало веројатно парче кое не е соодветно и морам да го извадам за да имаме вкусен оброк. Се случува во кромидот да има кора која не е добра. Го враќаме во првобитна положба. Прстите према дланка. И сецкаме.
На крај останува само коренот. Истиот ќе го фрлиме. И не се расплакавме на камера. Кромидот готов. Ќе го пржам во плитка тава, меѓутоа керамичка, за да не ми се залепи и да се грее само од топлината. Малку масло. И го ставаме кромидот. Кога кромидот ќе почне да се пржи, ќе додадеме сол, за да истисне целата течност од кромидот. Јас ставив пола главица кромид, вие ако се љубители на кромид, може да ставите повеќе, ќе имате само поубав крема сос. Во гокамолито секогаш се става свеж коријандер. Свежиот коријандер е многу тешко да го најдеш во Македонија. Го има во тафталиџе само кај еден човек. Денеска кога отидов на пазар да го побарам коријандерот, ми кажа дека некоја девојка пред мене го зела 5 минути пред мене. Затоа малце ќе излажеме и ќе ставиме семки од коријандер за да добиеме таа арома на коријандерот, а зеленото во гвакамолито ќе го постигнеме со магданос. Не е тоа традиционален и оригинален рецепт. И тоа ќе заврши работа. Ветувам дека ќе биде вкусот совршен. Кромидот се пржи, ќе намалиме температура. Ставиме уште малку масло, бидејќи сега ќе дојде свинското. Најдобро би било да го правите ова во октава. Но мојата не беше чиста во моментот. Ќе го пропржиме свинското месо и потоа ќе му додадеме неочекуван твист. Ќе му додадеме малку мед, ќе му додадеме балсамико сос, ќе му додадеме малку шекер, ќе добиеме благоњав вкус. Не за тоа може би традиционален рецепт, меѓутоа јас го обожавам свинското во тортилја на тој начин. Може би ќе додадам и соја сос. За свинското да се направи совршено, ќе му додадеме малку соја сос. Му додадеме неколку капки балсам оцет. Бони го намириса свинското. Само за да добиеме тој сладко кисел лут сос, додадеме малку шекер. Црн пипер. И ги го ставиме да се подготви. Совршен твист. Тортилја не би била тортилја без чили. Доколку не сакате да биде премногу луто вашето јадење, чилито ќе се обидете да го измасирате, за да може да испаднат семките. Семките и жилите се тоа што е луто во чили пиперчата. Јас имам денеска едно совршено чили пиперче, нема да го ставам целото. И сум љубител на многу лута храна. Ќе го исечеме по едната должина и ќе го исечеме по другата должина. Внимавајте да не ги допрете очите кога работите со чили пиперче. Јас ќе ги извадам жилите
бидејќи не сакам премногу луто свинско. И потоа темално ќе ги избијам рацете. Половината ќе искористам за свинското, а останатата половина ќе искористам за гвакамолето. Ќе направиме совршено сладко, лут блак сос. И ова прекрасна боја. Кога мојот пазарџија немаше да го продаде последната китка на коријандер, денеска ќе ставев коријандер, а бидејќи денеска немам коријандер, ќе ставам малку магдано заради бојата. На крупно исечкан. За да направиме совршено гвакамоле, најпрво ни е потребно совршено авокадо. Авокадото ќе знаете дека е совршено доколку го притиснете со прстите. Прстите не пропаѓаат брзо, нема видливи оштетувања на кората и секогаш кога ќе извадите малата не знам, овај делче од дршката, треба да има чиста зелена површина. Јас имам тука две совршени авокада и кога ќе извадите дршката треба да има совршена зелена површина. Денеска ќе искористиме само едно. Авокадото се сече на половина, се врти и кога го извртите добивате. Ете, не е баш најсјајно, меѓутоа месото е совршено. Овој дел ќе го исчистиме. Со нож ќе вадите семката и добивате совршено авокадо. Го исчистиме малку делот, кој не е добар, затоа ќе ги употребиме двете авокада, бидејќи ни треба совршено гвакамоле. Моите деца знаат со лажица да сркаат гвакамоле. Има неколку основни состојки. Има патлиџан, има авокадо, малку чили, коријандер, сок од лимета. Меѓутоа, авокадото најлесно се љупи од својата кожа со помош на лажица. И добивате цела лушпа и најмалку отпад. Мириса фантастично. Авокадото има многу незаситени масни киселини, кои се важни за развојот на децата. И навистина ви препорачувам секојдневно да го користите. Знам дека цената е малце поскапа, меѓутоа нашата свинско е при крај. Мириса фантастично, кромидот е карамелизиран и повторно уште едното авокадо. Темните делови апсолутно немаат променет вкус на авокадото, се да не биде целото згниено. Вадиме сем. Го имаме авокадото. Не е готово. Свинското само уште малце да го провериме. Совршено изгледа. Ќе го исклучам и ќе го оставам да ме причека додека успеам додека го направам гвакамолето. Начинот на кој се подготвува гвакамоле е со тоа што треба најситно на светот да го исецкате авокадото. Некои го ставаат во блендер, јас навистина не го сакам тоа, бидејќи многу ја сакам кремастата структура на авокадото, кога е направено така со ситни парчиња кои ти изненадуваат. Ќе го исецнеме, ќе го исецкаме многу ситно. Раце према дланка. Некои парчиња ќе се згмечат и ќе се направи прекрасен сос. Готвењето е со раце. Свинското е готово. Имаме и ние слични јадења на гвакамолето. Веројатно бидејќи двете земји, Македонија и Шпанија,
потекнуваат или Мексико се топли земји, каде што намазите ни се дел од секојдневието. Би тоа го обожавам овој намаз. Кога би можела, стварно би го јадела цел ден. И цел живот до крајот, ако ми дадат да изберам едно јадење, би било ова. Ете ја пастата од гвакамоле. Од авокадо се извинувам за моето гвакамоле. Ќе ги досецкаме авокадата. Втората состојка во гвакамолето е секогаш убав домат. Доматот треба да биде цврст. Бидејќи ќе го извадиме семето и водата од натре, не треба да го разводни гвакамолето. Јас земав еден прекрасен домат и ќе изчистиме семките. Може да ги зачувате, би биле одлични во некој сос, во нека манџа, наша убава традиционална македонска. И тоа денеска мене не ми се потребни. Опа. Во моментот поминуваат комшиските деца и имаат куче. Не мора да ги поздрави. Бони! Доматот го сецкаме. Повторно на ситни парченца. Кога ќе го извадите целиот сок, тоа го ставаме заедно со авокадото. Еден домат е доволно за 2 авокадо. Доколку имате едно авокадо, ќе користите помал домат. Доминантно во гвакамолето треба да биде авокадото. Повторно има нешто да каже. Но така е во мојот дом. Преска додека слушавме музика, совршено пееше. Може би некој ден и во емисија ќе ја запее. Тоа се доматите. Следната намирница ни е кромидот. Само да го избавим ножот. Го сечеме на половина, исто како и претходно. Го лупиме. Не го отстрануваме коренот, за да не се расплачеме. Половина кромите доволно во оваа количина. Доколку сте љубители на кромит, можете да ставите и цел. Бони! Бони јаде ножот од авокадото. Кромидот го ставаме во гвакамолето. Престани. Престани. И последната состојка ќе ја заборавев, ќе ставиме половина чили, бидејќи го пробав, ова е на вистина многу луто. Ќе го исецкаме на најситно можно. Најситно што е можно. За да биде само да даде малку лутина. Чилито ме расплака. Совршенството од бои е готово. Ќе го промешаме.
Многу е важно да биде добро зачинето. Многу е важно да ставите доволна количина на сол, србимер, масло или мета. Малку ќе го притиснеме. Ова е мој сурибачи сад. Бони, не. Седи мирна доле. Ете го. Нашата гвакамоли. На крај ќе го зачиниме со лимета. Една цела е доволна. Лиметата ќе спречи авокадото да потемне и може да го конзумирате и утре. Ставиме маслиново, убаво и квалитетно маслиново масло и внимателно го промешаме. Ова е текстурата која треба да добиете за совршена гвакамоли. Овој сад е малку изребран на страните, се вика сурибачи сад, се употребува макробиотската кујна и мене ми е совршен за гвакамолите, за да можам дополнително да го змечам. На крај, убаво, ќе посолиме. Црн пипер и ни недостасува коријандар. Следниот пат секако мора да ставите коријандар. Морам да го пробам. Совршено. Не би додала баш ништо. Да го спремиме за послужување. Еве како тоа изгледа. Јас денеска купив тортилја со чија семе, вие можете да купите класична. Земаме една тортилја, ја премачкуваме со чили сос, ќе додадеме малку свинско, ете кака е. Ќе ставиме свежа рукола, за да имаме убав зелен момент. Малку свежа црвена пиперка. Мојата гранитна плоча можам да сечам и врз незе. Не е многу практично за ставање и традиционално црвен граф. Одозгора ќе изрендаме прекрасно сирење, ова е гауда. Вие може да изберете кој сакате, бидејќи малку ќе ги потпечам тортилите, за да имаме автентичен вкус. Тортилјата ќе ја свиткаме. По завршување на редењето на сите тортилји, 5 минути само колку да се потпечат и се ставаат во рерна. Тоа беше се за денес. Се надевам дека ви се допаднаа моите рецепти. А вие гледајте не секој ден на 1 ТВ. Денеска ќе подготвивме гвакамоли и прекрасна тортилја. Јас го чекам мојот сопруг повторно да ги измие садовите. Бонив ќе не дружи и следната недела. Се гледаме со нови рецепти.